Во ова огромна криза, предизвикана од проклетиот вирус, кој не сакам и понатаму да го споменам и го игнорирам некако, ко да не постои, што е можеби и најдобриот лек, освен што како превентива, сепак мора да ги почитувате мерките. Ви кажувам, за да не бидам дволичен, и тоа секако помага колку и да не ни се допаѓа. Значи, во кризава секој се снаоѓа како умее и знае да дојде до некој хонорар. Еве, например, некој работи за бедни пари како хонорарец во владата. И ти мислам, затоа не сака долго време да ги кажат имињата на хонорарци. Да, не дека кријат нешто, туку срами ме да не излезе многу малку ги плаќат за ич ангажман. Јас, бидејќи не умеам како другите, да се вработам, за да ништо не работам, нешто што за жал стана врвен приоритет во соништата за успех на младите генерации и во низа, но секако не по нивна вина. Значи, не умеам така, па да ви кажам, размислувам да ги тужам сите политичари. Да, затоа што, ај што не помага, туку очигледно дека сакаат и лево да ни го земат. Па ајбе, кажете ми, кој на нас ке ни се смее по оној циркус што се случува во собранието последниве месеци, а? И не само јас, туку сите што вршат слична дејност на мојата. Односно, се обидуваат да ве насмеат во овие никакви времиња. Треба да размислат и да тужат. Па не може бе вака. Сите политичари станаа комичари. Абе, народот ви се смее, а за жалење сте и народот и вие. Дај бе, бидете малку сериозни и работете го она за што сте платени од народни пари. И оставете не несериозни да бидеме ние, на кои тоа ни е работа, и да внесеме малку дух и хумор кај овие напатени луѓе на кои веќе се име преку глава. Еве, например, да ве насмееме со тоа што ќе ви кажеме, дека се размислува со протокол повторно да проработат оние ресторани за прослави. Па така бе, така, нека се зезне уште некој, а не забранија минатава година свадби. Кај бевте 2000-та кога јас се жене? Баба ми, сирота, викаше кога одведов прв пат дома една од можните кандидатки. Ти мора да си Мирица. Не вели таа. А Бојана? Не. Па тогаш мора да си Марина. Да, знаев. Мој Драган, се за тебе зборува. Кога ја прашав колку мина беа пред мене, ми рече 7. Ама откако ми ја виде фацата, рече, еве, ако ти е за утеха, ти ми беше првиот. Сите други после тебе. А пред да се оженам, во страшна мода влегоа оние лутките, знаете, а? Ги дуваш, ги легнуваш во кревет и тие ти служат наместо жена. Не ја видов разликата многу, но добро. Тргнав во тој шопот и велам, дајте ве една лутка за дома. Нема проблем, велат, сакаш смарт или не? Се зачудив и велам, па дајте смарт, ако е за исти пари, што има врска. Платив и си ја однесов дома. Пак не ја видов многу разликата, но по 3 дена ја вратив. Дајте ми друга, некоја што не е интелигентна. Зошто, велат? Па затоа што ова не сака да легне со мене. Ете затоа.